Добар ден, јас сум Весна Пупучовска, оделенски наставник во Основното училиште Александар Турунџев, село Кукуречани, Битола. Денешната училница е час по природни науки за трето оделение. Темата е воведување сили, а наставната содржина отпор на водата. На овој час ќе научите дека отпорот на водата е сила која го забавува движењето на суштествата и предметите кои се движат во водата. Ќе истражувате како отпорот на водата го забавува движењето и ќе истражувате како формата на предметите и суштествата им овозможува да го надминат отпорот на водата. Кои водени површини ги знаеме? Река, таа е истечна вода, во неа водата е слатка. Езерото е помала водена површина со слатка вода. Морето е голема водена површина со солена вода. Океанот е многу голема водена површина со солена вода. Кои живи суштества живеат во нив? Во реката живеат повеќе видови на риби, желки, ракови, школки, змиулести животни и инсекти или ларви од инсектите. Погледнете ја формата на рибите. Каква е формата на нивното тело? Тие имат вретенеста форма со зашилени и слаби тела. А кои животни живеат во езерото? Ако ја погледнете сликата, ќе видите дека во неа има риби. Формата на нивното тело наликува, односно е слична со формата на телото на рибите во реката. Животните кои што живеат во морињата и океаните се слични на оние кои што живеат во езерата и реките. Во нив живеат голем број на риби, големи, мали, во различни бои со различни шари. Но покрај рибите живеат и други животни. На овие слики, например, ги имаме делфините, китот, орката, раџата, јастот или раковите, морско коњче, морска ѕвезда, морско полжавче, морски школки, корали, анемони, ајкули и многу други животни. Сите тие ги приспособиле своите тела за да можат побрзо и полесно да се движат низ водата. Како рибите и другите животни се движат во водата? На првата анимација е представено движењето на ајкулата, желката и рибите. А на втората анимација е покажано движењето на китовите во водата. Сите животни кои што се живеат во водата, пливаат, нуркаат, одат или се влечат. Движење на рибите. Водата има отпор кој представува сила што го забавува движењето на животните и предметите во неа. Рибите и морските цицачи имаат зашилени слаби тела за да ја сечат водата. Нивниот облик го намалува отпорот на водата што ги забавува. На површината на телото лачат лизгава слуз која дополнително го намалува отпорот на водата. Овие форми се нарекуваат аеродинамични форми. Всушност, тие се хидродинамични форми, затоа што зборот хидро значи вода, а рибите живеат во вода. При движењето во водата, рибите треба да го совладаат отпорот на водата. Кои животни живеат покрај водата и во водата? На овие слики имате неколку животни. Лебед, пајки, дабар, желка, крокодил, фоки, пингвин. Сите овие животни живеат и на копното и на водата. Тие во водата ја бараат и ја наоѓаат својата храна или прават живеалишта. Во водата се движат така што пливаат, нуркаат или одат. И тие своите тела ги приспособиле така што можат полесно и побрзо да се движат во водата.
Што друго се движи на водата или во водата? Тоа се сообраќајните водни средства кои што ги направил човекот. Тие во својот долен дел имаат форма која што е слична на формата на рибите, вретенеста форма со остар врв. На тој начин го намалуваат отпорот на водата и можат полесно и побрзо да се движат во водата. Ниту едно од нив нема правоаголна ниту четвртаста форма, затоа што таа форма се среќава со поголем отпор на водата и го забавува движењето низ водата. Како пловат бродовите? Бродовите имаат слична форма како и рибите, така го намалуваат отпорот на водата. На оваа анимација е представен модел на брод. Неговиот преден дел е зашилен, така лесно ја сече водата и го намалува отпорот на водата. На втората анимација е представен едреник која користи силата на ветерот за да плови. Како плови чамецот? Чамецот се движи напред во правец на црвената стрелка. Отпорот на водата го забавува движењето на чамецот во правец на виолетовата стрелка. Детето ги движи веслата, така што употребува две сили – туркање и влечење. На тој начин го движи чамецот. Што сакаме да правиме кога сме во вода? Во лето одиме на капење, односно пливање. Некој сака да плива во река, некој во базен, езеро или море. Во водата можеме да влеземе со одење или скокање. Што вам, ученици, ви е полесно? Да влезете во водата со одење или со скокање во неа? Влегување во вода. Во водата влегуваме со одење или трчање, додека да стигнеме до длабочината во која сакаме да пливаме. На овие слики е представено одењето во базен и одење во море или езеро. Што мислите? Дали е полесно одењето во водата или трчањето во водата? Полесно е одењето во водата, а потешко е трчањето. Зошто? Затоа што кога одиме се среќаваме со помал отпор на водата, а додека трчаме чувствуваме многу поголем отпор на водата. Истражување за одење низ водата и отпорот на водата. Ова истражување можете да го направите тогаш кога сте на одмор на езеро или на море. Обидете се да одите во водата неколку пати. Првиот пат во плитката вода до колена, вториот пат во висина на вашата половина, односно кога водата е во висина на вашата половина, и третиот пат кога водата е во висина на вашиот врат. Кога одењето ќе ви биде полесно или потешко? Што мислите? Зошто? Полесно е кога одите во плитка вода, а најтешко кога одите во вода која е до вашиот врат. Кога одиме низ водата, тогаш сме исправени и голем дел од нашето тело се среќава со голем отпор на водата. Затоа, одењето во длабока вода или трчањето во длабока вода е потешко од одењето или трчањето во плитка вода. Еве едно друго прашање. Што е полесно? Одењето или пливањето? Што мислите вие? Пливањето е полесно од одењето или трчањето. Кога пливаме, можеме да користиме повеќе стилови. Градно, слободен стил кој се вика уште краул, грбно и пеперутка или делфин стил. На првата и втората анимација е прикажан слободниот стил на пливање краул, гледано однапред и одстрана. На третата анимација е прикажано грбното пливање, а на сликата е прикажано пливањето со стил пеперутка, односно делфин. Што мислите, ученици? Кој стил на пливање има најмал отпор? Најмал отпор има пливањето со слободен стил, односно краул.
Зошто? Затоа што тогаш нашето тело е исправено во права линија, како стрела, и можеме многу лесно да пливаме. Исто така, лесно пливање, односно помал отпор на вода, се среќава при пливањето на грб. Но најголем отпор на вода среќаваме кога пливаме со стилот пеперутка. Тогаш двете наши раце и градниот кош се среќаваат со големо количество на вода и затоа се среќаваме со голем отпор на водата. Што може да правиме во водата? Водата е средина во која можеме да се движиме на различни начини. Да одиме, да трчаме, да пливаме, да нуркаме, да вежбаме во неа, да пловиме со чамец. Движењето може да биде полесно или потешко, во зависност од тоа дали одиме, трчаме или пливаме, и во зависност од тоа во која водена средина се движиме. Река, базен, езеро, море или океан. Зошто движењето во водата е тешко? Водата дава отпор кога се движиме во неа. Отпорот на водата е сила што ги забавува предметите и суштествата кои се движат во неа. Предметите кои имаат големи и рамни површини се среќаваат со голем отпор на водата, а предметите кои имаат форма слична на рибите се судираат со помал отпор на водата. Пливањето во водата е полесно отколку одењето или трчањето во неа. Движењето во водата е корисно за нашето здравје, а отпорот што го има водата позитивно влијае на нашата мускулатура додека се движиме во водата. Затоа секогаш кога имате можност, пливајте, трчајте, одете, играјте и вежбајте во водата. Сега ќе направиме 3 истражувања. Секој од овие истражувања можете да ги спроведите поединечно сами или да се договорите со вашите другарчиња од оделението и да се поделите на 3 групи. Секоја група може да спроведе по едно истражување, а потоа добиените резултати можете да си ги споделите преку интернет. Што ќе испитуваме? Ќе испитуваме која форма е најхидродинамична. Што ќе ви биде потребно? Потребна ќе ви биде лента пластелин која ќе ја поделите на 5 еднакви делови. Потоа прозирен сат со течен сапун, штоперица за мерење време, обична или од мобилен, и табела за запишување на податоците. Табелата треба да има 3 колони. Првата колона во која ќе го запишите обликот на пластелинот, во втората колона ќе ја запишите вашата проценка на редослед на паѓање, а во третата времето кое што ќе го измерите со штоперицата во секунди. Застанете го видеото и нацртајте табелата. Спроведете го истражувањето. Што треба да направите? Деловите од пластелин треба да ги обликувате во 5 различни форми: плочка, топка, стапче, вретено и полутопка. Секоја форма треба да ја спуштите во садот со течен сапун. Претходно, во табелата треба да ја запишете вашата проценка со броеви од 1 до 5, при што 1 е бројот на најбрзата форма, а 5 е бројот на најбавната форма. Спуштајте ја секоја форма одделно и со штоперицата мерете го времето за кое формата ќе падне на дното. Запишете ги резултатите во табелата. Споредете ги вашите резултати од проценката со измереното време. Дали точно сте процениле? Секој истражување треба да биде фер истражување, а тоа ќе го постигнете така што ќе ги запазите следните прашања. Што ќе истражувате? Истражувате која форма е најхидродинамична. Што ќе мерите? Го мерите времето кое му треба на формата да падне на дното на садот. Што ќе промените? Ја менувате формата на деловите на пластелинот. Што ќе зачувате исто? Иста ќе биде количината на пластелин и течноста во садот.
На крај од истражувањето, препишете ги и одговорете ги следните прашања. Која форма беше најбавна? Која форма беше најбрза? Како формата влијае врз брзината на паѓање? Зошто? Второто истражување е испитување за тоа какво е движењето на формата во различните средини. За ова истражување може да искористите топката од претходното испитување. Пуштајте ја топката во 3 различни садови: празен сад, сад со вода и сад со течен сапун. Што мислите? Што ќе се случи? Тоа што ќе го забележите, треба да го запишите под секоја слика. Затоа, запрете го видеото, нацртајте ги сликите, спроведете го истражувањето и запишете тоа што сте воочиле. И ова истражување треба да биде фер истражување, а ќе го обезбедиме на следниот начин. Ќе одговориме на следните прашања. Што истражувавте? Истражувавте како формата се однесува во различни средини. Што наблюдувавте? Го наблюдувавте времето кое му треба на формата да падне на дното на садот. Што променивте? Ја променивте средината во која се пушта топката. Празен сад, сад пун со вода и сад со течен сапун. Што зачувавте исто? Ја зачувавте иста формата која се пушташе во садовите, а тоа беше топката. На крајот од истражувањето, препишете ги и одговорете ги следните прашања. Каде топката веднаш падна? Каде беше најбавна? Што се случи во водата? Третото истражување испитува дали предметите лебдат или потонуваат. Веќе откривте дека предметите потонуваат во водата, но дали сите предмети потонуваат? Сега ќе можете да истражувате кои предмети лебдат во водата, а кои потонуваат. Што ќе ви биде потребно? Ќе ви бидат потребни неколку различни предмети и сад со вода во која ќе ги спуштате предметите. Табела во која ќе ги запишите резултатите, односно она што сте го наблюдувале. Што мислите? Што ќе се случи? Дали предметите ќе лебдат или ќе потонат? Запрете го видеото, прецртајте ја табелата, одберете предмети кои што ќе ги спуштате во садот со вода. Јас одбрав 4 предмети: камче, тапа од плута, суњер и креда. За камчето запишав дека тоа не лебди. Тоа го запишав така што во колоната лебди забележав X со црвена боичка, но запишав дека пропаѓа во третата колона, штиклирав со зелена боичка. Вие можете да употребите и други предмети. Метални парички, били, односно џамли, спојувалки, пластични делови од играчки, дрвени парчиња или нешто друго. На крајот од овој час можеме да изведеме заклучок кој што можете да го запишите во вашите тетрадки. Кога телото се движи низ вода, на него действува сила на триење насочена во обратна насока од движењето. Триењето на водата се нарекува отпор на водата. Отпорот на водата е сила што ги забавува предметите и суштествата кои се движат во неа. Во водата побрзо се движат предметите и суштествата кои имаат форма слична на рибите. Таа форма се нарекува хидродинамична форма. Некои предмети лебдат, а некои предмети потонуваат во водата. Се надевам ученици дека истражувањата ќе ви бидат интересни. Во тие истражувања можете да ги промените формите на пластелинот, можете да ги промените течностите во кои што ќе ги спуштате предметите, потоа можете да употребите различни предмети кои што ќе ги спуштате во вода. За истражувањето за одење, трчање и пливање во водата треба да го почекате летото, односно вашиот летен одмор, тогаш кога ќе бидете на езеро или на море. Тогаш ќе можете да го спроведете тоа истражување. До гледање до следниот пат.